Fair play е она што вие во овој момент го следите на телевизија Телма. Јас ве поздравувам и ви благодарам за тоа што вашето ценето внимание и овој пат го имаме кога се во прашање темите од спортот. Нашата денешна тема не ја имаме по прв пат во емисијата, меѓутоа има и доволно добри причини за сето тоа. Не е случајно што 3x3 баскет е нешто за кое што се почесто зборуваме, заради тоа што на ова поле и во оваа спортска дисциплина се почесто имаме и се подобри успеси. Пред само некое краток временски период се одржа светското првенство во 3x3 баскет, каде што Македонија представуваше тимот на Евроедил и беше постигнат досега најдобриот успех во овој спорт за Македонија. Нашите момци не успеа да дојдат до првото, но успеа да дојдат до второто место. Каков беше патот до таму? Дали беше тешко да ги одмерат силите со оние кои што можеби важат за најдобри кога е во прашање 3x3 сцената во светот, или пак едноставно има можеби многу добра среќа, или можеби станува збор за она најдоброто вистинска тактика и храброст на теренот кој што им го донесе статусот на вице шампиони. Сето тоа ќе го дознаеме во оваа прилика заедно со момците од тимот и верувам дека вие нема да го промените каналот, туку до крај ќе бидете заедно со нас. Какво беше чувството и искуството на светско првенство во 3x3 баскет кое што се одржа ни помалку ни повеќе во Дубај, и какво беше комплетното искуство во поглед на настапот, заради тоа што не е мала работа да се биде вице шампион? Тоа ќе ми го кажат моите денешни гости. Тука се членовите на Евроедил, тоа ќе им биде второ гостување во Fair Play. Добив некој коментар дека не сум верувала доволно, пак дека ќе се видиме. Сега ќе го објасниме. Дечките се овде ни недостасува само еден член, значи сега велам добре дојде за Елвис, за Паоло и за Амар, а Карло само ќе не гледа, сега ќе објасниме зашто не е тука. Прво добре дојдовте и ви честитам за успехот што го постигнавте. Благодарам се. Ова е, да подсетам, можеби за оние што не знаат, многу интересен тим, составен од двајца браќа и уште двајца браќа кои што се близнаци. Карло е близнакот на Паоло кој што недостасува, затоа братска работа е да објасниме каде е Карло. Не може да стигне, причина дека има тренинзи. Прва лига играва кога Тиквеш и не може да стигне наста. Мораше да оди таму. Па добро, сега можеби до некаде е честно, патувавте во Дубај, си поминавте убаво, бевте успешни, се вративте мора назад на обврски. Ќе се обидеме од почеток. Прво, зашто, како тоа јас не сум верувала дека ќе отидете вие на светско и ќе бидете толку успешни. Сериозно така мислиш? Да, сериозно. Зошто? Не мислиш ти така, сите мислат така. Сите мислат така дека ние сме undersize екипа, ниска екипа. И ние кога се појавивме прв пат, ти ни кажа дека сме личиме на кошаркари. Но ја верувам дека не си помислил ни малце дека можеме да играме финале на едно вакво светско првенство. Да, добро, еве признам дека можеби е точно за македонската јавност, ова е супер вест и генерално мислам дека за нашата 3x3 сцена, така? Се подготвувавме 2 месеци. Да, како? И напорно работевме, се собиравме, иако малце беше предизвик тоа собирањето, дека брат му Карло живее во Кавадарци, има утакмици, доаѓа, изморен, пак доаѓа со нас на тренинг, он живее во Свети Николе, али го надминавме сето тоа, се собиравме, имавме многу јака желба, позитивност и така од ден во ден, 2 месеци напредувавме, како и индивидуално, така и тимски растев. Пошто е многу битно тимската хемија да е на ниво. Да се разбирате добро меѓу себе, да. Браќата, они се браќа, ние сме браќа, се мешавме да бидеме као еден за еден брат, друг со друг. Да се научите всушност меѓу себе сите. Би рекле дека имавте таму и среќа, пред нели детално да објасниме, или буквално се должи на чиста, да речам, тактика и перформанс на теренот што го прикажавте? Во Дубај ние не беше среќа, како ние игравме
нашата игра, нашата одбрана, цврста игра, се разбираме, сите знаеме која е нашата улога и едноставно сите игравме, верувавме во нас, дека можеме да стигнеме до тука. Океј, значи се препишува на кошаркарски капацитет и перформанс, скилс, што би се кажало со кошаркарски речник. Како се одвиваше сценариото во Дубај? Сакам да раскажеме се од старт, значи од пристигнување па натаму, затоа што сепак е ова надпреварување на светско ниво и организирано е малку на, да речеме, повисоко ниво. Така е. Организацијата беше перфектна, значи немам зборови. Тоа еднаш се дешава на такво место да играме светско финале. Поред музеот на иднината, на лед, терен, чувството беше феноменално. Уште ја представуваш својата држава, емоциите работат. Во каков хотел бевме сместени беше лудница. Буквално со сите репрезентации доаѓаат од Америка, Африка, од секој континент. И ништо за самата, буквално со самото пристигнување во хотелот, сваќаш дека влегуваш во една многу професионална организација. Самото добродојде што ни го посака беше изванредно. Така да има приготвен план програм за секоја екипа заеднички, буквално беше као дружбата да биде заедничка, да не биде толку компетитивно, дур не се на терен, да биде да запознаеш и други спортисти, други организации од други земји, што беше многу професионално од нивна страна. Ждрепката што ја правевме за играње. Ова е интересно. Јас не знаев дека всушност не ги знаете однапред своите противници. Red Bull Half Court е такво надпреварување што буквално не го знаеш својот противник до дента пред да играш со него. Што го прави многу возбудливо. Така да ждрепката ни беше прво отидовме на брод и као ни рекоа ќе имаме изненадување таму и ждрепката беше буквално шетајки поред гледајќи го Дубај, имавме ждрепка што секој би ја посакал таа ждрепка. Буквално тој поглед и ждрепка, тоа е, мислам дека еднаш се случува во животот на секој. Комплетното искуство да биде добро, не само спортскиот дел. Океј. И така да ждрепката се случи како што се случи, имавме среќа или несреќа, може не ние, да играме со Америка, со Малдиви и Јужна Африка. Да, чекај, што малку околу ова. Значи, прво, за кои тимови сте среќни дека ги избегнавте? Уште од старт. Нема такво нешто? Немавме таква среќа, пошто главните фаворити, едни од главните фаворити беше Америка, што буквално они дојдоа и знае дека 100% ќе играат финали и ќе освојат. Втори под нив беа Јужна Африка, кој не беа меѓу главните фаворити, али се многу ценната екипа што веќе со години игра нокаут фаза во тоа такмичење. Така да ние бевме као океј, тоа е, ќе дадеме се од себе. Малку сега и за нели системот на надпревари, да објасниме како е сето тоа распоредено, затоа што нели е важно да ги распоредиш силите своји. Имаше 4 групи, 2 групи по четворица, 2 групи по 5 екипи. И ние се падаме група со четворица, Африка, Америка и Малдиви. И првиот ден се играат само групната фаза и се прават бодовите кои се први 20 поминуваат групата, а следниот ден се четврт финале, полуфинале, финале. Кога видовме дека можеме ние како Америка, држава како Америка, ние се држиме со нив и да ги победиме, викаме зашто не отидеме до финале. Тука само до вербата, затоа добро рековте, можеби беше сценариото на некој начин со причина такво, да уште на старт се набила таа самодоверба. Океј, уште малку околу тој надпревар. Прво, има ли трема, тоа ме интересира, затоа што убав беше коментарот, прв пат одите на голема сцена на 3-3. Па трема има, ама позитивна е тремата. Не те тера на грешки? Не ме тера на грешки. Ја сакав да играме прво со Америка утакмица, дека не знаат. Оние ние ги скаутиравме вечерта. Многу лесно беше за нас да најдеме на интернет и да украдеме некоја акција што имаат или нешто. Така и така цела вечер буквално сите екипи беа скочени на пијачка, на журкање и така натака. Ние бевме као Тактика развивавме се, собравме заедно у ресторани и буквално гледаме што може да им украдеме за да нас не дојде у прилог. И што беше заклучокот? Најбитно беше да ги затвори, да не се
хајпнуваат да куцаат, они од тоа живеат. Тоа ни кажа капитенот наш, брат ми. Тоа беше советот? Да. Ама најако се беше случката, брат ми ја заборел на бродот, кога Америка дозна дека ќе играат против нас. Тоа и центарот дојде кај мене и вика ќе те скршам утре, ќе видиш кој сум ја. Дека ти нема да можеш да парираш, да го чуваш доволно добро. Јас сум му рекол ќе се видиме утре на терен. Ама и? И мојот инат проработи уште на ждрепката. Тој всушност победи, Добро, ние имавме благодарение на инатот. На нашиот инат комплетно што ги имаме кој екипа и благодарение на публиката што беше уз нас. Ние имавме многу бројна публика во Дубај што ни беше ветер во грб уште првата утакмица. Сериозно? Да, 30 души беа со нас, нашите фамилии, пријатели, другари и така натаму познаници од Дубај што се таму македонци што живеат. Македонци во Дубај, не чекај, ова другово е многу важно. Сакате да ми кажете дека најблиските не им беше пречка, се организира, си ги организира обврските и се за да дојдат. Така. Па браво. Тоа го нема нигде. И колку беше финален резултат против Америка? 14-7. Да. Завршува тоа Славија, така веројатно си ги надминувате очекувањата собствени на некој начин. Што ви предстои? Малдиви. Следен? Малдиви. Лесно се снајдовме со нив, мислам дека многу брзо заврши утакмицата, 27 беше така, многу брзо заврши утакмицата. Тука веќе, знаеш, и само довербата беше на највисоко ниво, дека против Америка си издоминирал буквално една екипа, екипа што е реномирана, што го измислила баскетот и си оставил на 7 поени, значи само довербата многу скока. Така да со Малдиви лесно се снајдовме и знаевме дека следната утакмица против Африка ќе биде многу тешко. Нас у група ни се деси првиот пораз како екипа. После 30 и нешто надпремани првиот пораз го доживеавме. У групна фаза Африка, да. Против екипата на Јужна Африка. Добро, да објасниме зошто сега, секогаш има причина, секогаш има причина зошто. Буквално екипата на Јужна Африка имаше свој шутерски ден, имаше буквално све погоди. Ние сакавме да се такмичиме со тој шут што во моментот тој не ни идеше. Така да благодарение сум на тој пораз и тој пораз ни дојде као добар шамар. Лекција за да знаеме кои ни се грешките и да научиме од нив. Промашувавте, кој промашуваше најмногу? Амарстов. Сите промашувавме, кој екипа бевме напнати, нервозни, но знаевме дека мора, пошто такмичењето Red Bull има свое будирање. Пример, ние ги победивме Америка и Малдиви. Америка ја победи Јужна Африка и Малдиви. Јужна Африка ја победи Малдиви и сега доаѓа со нас да игра, буквално не тепаше нас и ние Америка и Јужна Африка имавме исто победи, исто порази. И буквално кош разликата, кошови дадени се гледаше во таа групна фаза. Одлучувачки 44 имаше Јужна Африка, 42 имавме ние, а 40 имаше Америка. Буквално два коша ги дела екипите дали да поминеш понатак или не. Што е многу возбудливо. Ја знаев баш пред самата утакмица со Јужна Африка им реков, момци, мора да даеме 10 коша, пошто задна утакмици игравме, да даеме 10 коша минимум, сакаме да поминеме групна фаза. За 3-3 баскет во оваа прилика ќе се направиме муабет со човекот кој ги постави стандардите и веќе остави печат на македонската музичка сцена. Јавноста ја препознава неговата вештина, јасно да се изрази со рима, но неизоставен дел од него е и спортскиот дух. Дали ако останеше дел од кошаркарската сцена, можеби немаше да биде еден од нашите најпознати хип-хоп артисти на сите времиња, туку кошаркар. Тоа ќе ни го каже сам Тони Зем. Здраво, Тони. Здраво, Тоа што ме пречека кај тебе во мала. Прво да те прашам, зошто од толку спортови како дете ти ја одбра баш кошарката? Прв спорт, нешто што сум се запознал со спортски активности ми беше карате, кај што имам отидено на неколку тренинзи. Татко ми беше каратиста многу добар во тоа време. Па после ми беше
фудбал, пасија, као сите фудбал, ја фудбал со еден другар отидовме, имаше уписи у Вардар и отидов да бидам као фудбалер, сакав, па гледам нешто, сите трчаат натака навака со топката, застанав да брана. Па шу прв упис кој не се знае кој ќе биде, што ќе биде, маја голман ќе бидам и така трнав голман да бидам, ама нешто не ме повлече многу. Тренирав некое време долго, година дена можда се, не е долго, меѓутоа не си у тоа пронедов. Кога е ладно, зима многу ладно ми беше, мраз, као, снег, мокар дома. И од таму се префрлив на кошарка, ова правам муабет, ова е 90 години, тоа е негде јас сум имал 11-12 години, кај што ќе починам прв пат топка да фаќам, мислам прв пат во сала да влезам и да го засакам спортот, да ја засакам кошарката благодарение на Маријан Михајловски мац и затоа сакав да снимаме туку ова е моето мало и негово мало исто. Кошарка, за МЗ играв, само за МЗ играв. Имав и прилика да влезам во првиот им да тренирам, покрај нив па нешто да попунам, кога нема кој да влезам да ја да попунам. После тоа ти се случува повреда и можеме да кажеме дека повредата те крати од една професионална кариера. Да не се повредев. Сега и ден денес негде може ќе играв у нека трета лига у Јапан. Кажи ми, која беше таа повреда, што повреди и како повреди? За несреќа или за среќа јас се повредив многу рано. Тоест, раскавицата ми се скина од левото колено, буквално цело парче, па не е само да ми ја излечат малце да ушмукаат, нели тоа некој делче, него буквално цела, кај што докторот ми рече, ја на 18 години амбициозен, запишан физкултурно, откажи се од спорт, дете. И не се откажа, да ти кажам право, ја му реков, си реков себе си дека што иде, ја ќе си терам понатака. Може, не дека не може, меѓутоа не можам да дадам 100%. Може би во некој момент да, ако правилно научив многу за целава за психомоторички движења, за цела механика буквално и пропратно нели хип-хопот ми беше пошто како дел од таа баскет, кошарка, улична култура, едното без другото не може буквално. Јас некако се втопив и во таа култура рани 90-ти, кај што баскетот ја ми беа едно со баскет и хип-хоп иде, фудбал и хип-хоп не иде, реално. И ден денес сум некако, не знам, поради тој избор среќен. Сега можда, ако сум бил спортиста, немало да сум терал со нели ова другово, па ако другови нема везе како иде, сепак убав избор и спортот е ова како си одговара, меѓутоа до време кај што морав да го кошарката да ја не знам буквално не да се отарасам, туку да се откажам во потполност. Сега сакам да те прашам дали повеќе сакаш традиционална кошарка или ова 3x3 баскет, да. Мене од секогаш ме влечело 5 на 5. Знаеш, интелектот е поише таму. Стратегијата е таму, баскет е рбање, ајде ти текне на сила малце поише и тука чека, сега поготово сега. Поготово се овако ги гледам што прават, у тесен простор, дриблинг, враќа, чекај, шут, времето истекло. И мислам за поздрав е тоа. Да. Како ти се свиѓа и како си помина на македонските 3x3 евенти ова лето? Убаво си поминавме, благодарен за поканата што бевме ја, Мартин и Бугимен како Street Soul Delight дело, тоа нас не значи многу. Па ќе кажам, таа музика, диџејот е тесно поврзана сето тоа со баскетот, поготово баскет 3 на 3. И супер настан, гледам дека од година во година напредува, значи буквално од секој аспект, од подот, од пошот, до реквизити, ентертејмент, како и да е, ми се допаѓа тоа, мислам потполна поддршка. А сега да те прашам кој ти е омилен тим или еве издвоеден баскетџи ако не ти е проблемот, овие што ги имаш гледано лето? Братот Кичо ми е така некако, мислам си го поздравам него и приватно вака си се знаеме, си имаме. Тимот на Евроедил, кој моментално се во студио, како што кажавме, стана вице шампиони на светското Red Bull Half Court. Ја прв пат слушам. Да. Прв пат слушам и затоа ги поздравувам многу, пошто не знам, ја ти кажав, следам, меѓутоа не сум да толку, меѓутоа ете направија нешто што ќе остане белек и ќе ги знаеме од утре сите дека и дечки овие што тепаа, што не представија многу добро. Евролига или НБА? Порано е НБА,
сега ни Евролига, ни НБА. Мислам, не следам, искрено не знам. Некако после кога ги сменја дресовите, кога ставија маички за фитнес. Мислам, супер е све, меѓутоа ја НБА до може да последно нешто што овака го следев е чекај кој победи Мајами Хит 2005-6, 2006. Младе Реброн, Дуейн Уейд, па ги зимаа после пунеа, па Шек го викнаа, па не знам, Гери Пейтон, знаеш све ќе направи за да им дадат на овие да добијат титула. Која твоја хип-хоп песна би ме препорачал да се мотивирам најако пред утакмица? Знаеш која може да ја пуштиш? Може би Планот, може да ти измоти, може 95-та, може Надвор, повеќе од рапер. Тие може така да ти нешто пред утакмица. Ја и Тони се одјавуваме, а вие играјте баскет и слушајте хип-хоп. Да. И пази полухорот. Џабар. Том Круз? Секогаш по тоа се познати тие финалиња 3-3, дека се на атрактивни локации и дека таму на лице место има топ атмосфера. Прво за теренот да ми објасните лед. Тоа е ке втори ден, да. Како тоа изгледа? Мислам, вас ви прави некаква промена? Пречи некогаш, не пречи, што е разликата во чувството? На почеток ќе видиш изгледа како викаш ке се лизга такви работи, но кога ќе засежи на него, буквално како на паркет си, многу добро вака и за газење и све не се лизгата. Нема никаков проблем. Немаше проблем. Најдобрата подлога што може да биде направена за играње. Беше професионален спорт е таа, дефинитивно. Не менува искрено на некаков дефокус и навика, вие играте и традиционална кошарка и сте редовно на паркет, нели, таму е друга приказна, меѓутоа не прави проблем. Не ме хајпнуваше Ти повише. си уживаш, јас те гледам како си ти расположен, весел, дека тоа ти е топ, супер таму. Така. Добро, да не заборавиме само да го споменеме Сатја Грабуловски, и минатиот пат го споменавме, затоа што кај нас тогаш кога ќе го подготват теренот за 3-3 Македонија, интерно овде кај што се надпреваруваме, секогаш има коментари и во влај ужива затоа што им го разубавува малото таа умедност и овој пат беше и таму, нели? Така. И на тој екран беше прикажан теренот кој што тука ни е познат. Да, буквално пред самата утакмица имаш копче кај што стискаш и буквално мислам дека 8 или 9 терени се низ целиот свет, што се едниот е нашиот терен и кој ти се падне на тој играш. Буквално нема правила. Ние за жал немавме таа дека се паднеме на нашиот терен. На нашиот терен играа екипите на Молдавија и на Јужна Африка. Но без разлика, покрај тоа што имавме спортски амбасадори, еве и на нашата уметност шанса за светот да ја види. Поделбата како беше околу шутирањето или нема? Секој од секаде? Во смисла има некој што од подалеку е подобар? Секој си има секоја позиција, значи. Сега кажи ми ја распределбата тоа. Карла како плеймейкер организира игра пик and роли, такви работи. Амар како центар, скокови, завршетоци. Сега и Шутирам, да. Погаѓам нормално. А што вежбаше од минатиот пат кога се годил до сега или што и цело лето вежбам. Се погодува. Почнал и он како Стеф Кари Да. Така беше? Така е. Нешто боле од него, ама добро. Дај Боже да било така. Чекај ова да не го заборавиме, веќе спомнав Стеф Кари, затоа што ти имаш статус на репрезентативец на Македонија, а пред крајот на годината имаше собир, така што ти го пропушти поради ова. Да, поради ова прошто, му се заблагодарам на селекторот и на цела федерација што ми овозможи да играм. Имаше разбирање од стручниот штаб за оваа обврска? Да. Ми се заблагодарам на цела федерација и на селектор што ми овозможи да играм 3-3 баскет, да ја презентирам државата. И се заблагодарам на мојот клуб КК Маѓари што ми овозможи да играм понатака. Добро, браво на поддршката. Се надевам дека сега и тие се гордеат за тоа што не постапиле погрешно во тоа што те поддржале. Инаку сега генерално тоа си го зборуваме и пред да се вклучат камерите често во кошаркарскиот свет, знае понекогаш да биде ставот потценувачки кон 3-3 баскет. Имаме тука во Македонија многу тренери, стручњаци што баскетот го ставаат на скалело подоле. Играч што игра баскет му е многу полесно да се снајде на кошакарски терен 5 на 5, дека самиот баскет ти дава подинамично, побрзо размислување, снаоѓање многу побрзо и донесување на одлуки многу побрзо. Така да што со самиот баскет ти можеш многу
да напреднеш, после во 5 на 5 да ти биде многу полесно. Али пак кај нас уште станува тоа старо мислење, ти си кошакар, не си баскетџија, така да ќе видиме до кога ќе биде тоа така. Имате строг капитен. Нема за фраканција. Го слушам цело време. Дека вие сте сите помлади, ама под контрола. Па, веќе кога си жртвувал толку многу време изгубено на тренинзи, што спомна брат ми, федерација, селектор, ти дале шанса да отидеш и да направиш нешто, мислам дека треба да пред себе си да се испочитуваш, па сите други, да даеш се од себе и да бидеш најпрофесионалец и да представиш Македонија како професионална земја, а не да не отидеш таму на екскурзија, на шетање, кај туристи и така натака. Добро. Вака, ако ги погледнете на нас за сите надпревари, јасно ми е веќе одамна дека тука е многу распределена секоја задача, дека буквално се делите, не сте ни многу пред се, меѓутоа има ли некој кој што најчесто беше decision maker на надпревариве? Па, у секој такмиц имаше различен. Да. Нема некој што вие, да речеме, интерно MVP? Нема, буквално на кој му иде, ние го форсираме него и тоа е тоа. Буквално, например, во секоја екипа различно, противникот, се зависи од противникот. И го гледаме најслабата карика на секоја противничка екипа и таму ни е центарот, на напаѓање и на играње. Тоа мислам дека не дели од другите екипи, као никој не гледа дека еден мора да е туку поени, туку сите играме за екип. Секако. Ставаме срце на терен. Секако, овој спорт тоа и си го бара. Туку друга работа што не ја знаев додека лично не ве запознаев е тоа кој е татко на близнаците Пауло и Карло, некако доцна дознав. И сега ме интересира, мора тоа да прашам, кој е ставот на вашиот татко, на Перо, за ова што го правите? Дали често коментира сега на тема баскет, кошарката да ја ставиме на страна? Дали му е мило дека се занимавате со тоа? Пред оваа година ние имавме играно, мако лето како рекреативно да пробаме, како 3x3, како рековме може како за тренинг за останеш летно време да игра да останеш у форма, во ред. И сега кога види дека може баскетот ние како екипа да идеме напред и кога може како работа, вика зашто не пробаме. Доста го поштоа, се гледа дека има разлика у кошарката и у баскетот, но во сега баскетот добивате поддршка. И уште една работа, дали вас често ви ги коментираат неговите потези, затоа што он си ја има таа титула на MVP, на decision maker и така натаму, некако запишана низ нашава историја. Најмногу ни кажуваат со Реал Мадрид. Со Реал Мадрид, да, епските. Да, кажат како било јаве во лименката, ја гледа во такмицата, такви работи. Да. Тоа беше и фотографот што беше со нас. Да го коментира тој момент? Да, буквално го коментираше. Ја бев присутен кога татко ви ги даде двете слободника. Да, буквално има нели снимки од тоа, така што колку пати човек да види, сегаш останува да биде нереална ситуација, ама некој има често такво нешто ете во кариерата да доживе. Океј, ајде сега да ми кажете за главните надпревари, кога дојде можеби малку потешкиот дел или не беше потежок дел? Беше тежок. Само вака после резултатот сите лесно стигнавме. Лесно стигнавме, ама никој не прашува како стигнавме до таму, сите прашуваат како не успеавте и финалето. Тоа секогаш е така. Да. Тоа и најпопуларните спортисти го кажуваат. Да, не е така лесен патот. Буквално имаш екипи како што е Јапан, што е многу професионална екипа, доаѓаат со 3 тренери, своји физиотерапевти, свој план кај што и ти буквално чекаш, гледаш да најдеш некоја да украдеш нешто од нив. И тешко? Па тешко беше дека четврфинале пред огромна публика. Тешко беше. Има повеќе навивачи од вас? Нема повеќе. Единствена екипа што имаше повеќе навивачи беше кој домакин Египет. Четврфиналето беше тешко. Одлучува некои 2-3 топки само. Таа ни беше може една од најтешките утакмици што имаме играно како заедна екипа. Воопшто? Да. И победа? Да, колку разлика? Мислам дека победивме 14-9. Така беше, да. Па добро, вака кога ги слушаме резултатите не звучи страшно, но јасно е. 1-2 потези се е поинаку. Да. Што следуваше после тоа? После следуваше со полуфинале со екипата на Молдавија, што е многу сите ја
ја подценуваат ради нашата победа, што беше убедлива, но екипата на Молдавија беше многу искусна екипа и во самото четвртфинале едниот играч се повреди, тие игра четвртфинале со Јужна Африка. Едниот играч од нивната четворка се повреди, така да кој игра баскет знае дека со тројца играчи е многу тешко да се немаш ротација и играш буквално игра четвртфинале, после две утакмици игра со нас полуфинале, беа многу изморени, нас тоа не идеше во прилог, така да само искочивме и се растрчавме. Цело време додека зборувате, нели ние коментиравме другата група, ма не слушам други екипи од Балканот. Што се случува со, например, Србија, ако не се лажам дека генерално... Србија го откажа своето учество. Не учествуваше. Бидејќи, да. Добро. Бидејќи требаше да има буквално 4 групи по 5 представници, имаше 4 групи, 2 беа со 4, 2 со 5 представници. Така да Србија од едната страна и уште една екипа мислам дека требаше, дали Полска или Шведска. Океј, значи вие всушност не само на Македонија и на Балканов на некој начин представници останавте до крај да видите. И еве јас имам чест и прилика јавно да ве прашам тоа што сите ве прашуваат во меѓувреме, зошто не сме светски шампиони, што тоа се случи? Едино екипата на Египет беше поквалитетна, има свое шутерско вече, целиот турнир погаѓа све и свашта и со нас све погодија. Бевме на минути ја изгубивме утакмицата. Последните минути. Беше резултат 12-12. Неизвестност? Тука беше, да, но тргна шутот на екипата. Ние имавме малце пропусти во офанзивниот скок и мала криза. Да. Брзање кој екипа, тешки шутеви. Па добро и желбата е голема така во моментот. Тоа е искуство што на нас кој екипа ни фали. Недостасува. Ме интересира дали можеби сега, после ово искуство, размислувате и постои таков простор да и вие си се фокусирате професионално само на ова. Се појавија ли можеби луѓе, компании кои сакаат да ве поддржат во тоа, затоа што верувам дека сами не можете? Па да, веќе планираме да видиме да останеме фокусирани и да од 3x3 баскет во Македонија направиме професионален спорт, како што има Србија. Океј, но за тоа ни требаат и други екипи, не само вие. Има екипи во Македонија, но мислам дека треба и големите компании, екипите, федерацијата пред се, иако таа дава голема поддршка. Ве поддржува федерацијата? Да, комплетна поддршка, иако е во тешка ситуација, ради смена на Така и таму се менуваше раководство и така натаму? Да, иако е тешко, мислам дека ќе успееме во тој план. Мислам дека има и заинтересирани и компании што сака да поддржат 3x3, дека 3x3 сепак е олимписки спорт, што не е за подценување. Не е за подценување. Ете, веднаш ме инспирира за што секако дека ќе ве прашав што се следни цели, меѓутоа не само што се следни цели, каде се како прво вие би можеле генерално доколку посакате и се подготвите да одите да се надпреварувате. Имате ли сега веќе пас за Да, веќе бевме на преговори со раководството на федерацијата да ни овозможи да играме они тројца пред се да играат до 23 години квалификации за европско и за светско. Има некое бодирање што ако успеат тие бодирање може да ги однесат до Олимпијада и така натака. После и на сениорски план, кој екипа планираме истиот тој пат да го правиме, па здравје Боже, сонот на сите нас четворице да отидеме на Олимпијада со Македонија. Да, реално тоа да речеме дали е реално да се постави како предизвик? Да. Олимпијада на сениорско ниво. Да. Не реално е да отидеш таму, јас да, реално е. Ние веруваме и нема да отидеме таму. Јас знам дека ќе отидеме сигурно на светско, на европско и на Олимпијада и ќе отидеме и ќе донесеме медал за Македонија. Ја тоа гарантирам уште од сега. Ова изјава ќе ја чуваме во секој случај и дај Боже да дојде моментот кога само ќе ги потсетиме гледачите што си кажал и дека тоа се исполнило. Јас секако навивам да биде така. Мислите дека оваа четврка златна може да издржи? Планираме уште двајца играчи да донесеме во нашата екипа. Опа. Значи ќе работи на трансфер сцената ќе работи. Само ради тоа што многу е краток период кај што се играат квалификациите и не би сакал на пример една повреда да не одледи од еден циклус. Така да би сакал уште еден двајца играчи да донесеме
да биде све комплетно кој што треба, па здравје Боже, мислам, пред се треба да се гледаат човечките карактеристики, па тек после кошакарските. Да се вклопи некој во оваа екипа, така е. Во атмосферата и во да, многу важна работа, а гледам дека сте на тој план топ распределени си улогите. Добро, на крај на разговорот, после кошарка малку да ве прашам сега, дојде ли на ред и забавата? Како се прослави вице шампионска? Red Bull се организира своја приватна забава само за учесници на турнирот. Мислам дека буквално беше во самиот хотел, кај што беше погледот усмерен во музеот на иднината. Така да Соодветно, да. Многу беше убаво. Нема такво чувство. Убаво, да. Нема такво чувство што може да го искаже осеќање. Буквално секоја екипа ти приоѓа, ти честита. Иако пред тоа ден, 2, 3 на некој начин те понижувала, те омаловажувала. Добро, тоа е само на терен. Ама и надвор терен. Не ни дава соби соодветни. Буквално беа као Македонија сте, па чекајте на ред. На последно место не става сите. И нас ни даде уште поголем инет. Вие се изборивте за своите права на крај. Океј, имаше ли на крај барем и убави пријателства? Видов дека дел од оние звучни имиња кога во прашање 3-на-3 баскет присуствувале таму и во живо, често се на турнирите таму да дадат поддршка и атрактивност на надпреварувањава, така да имате комуникација со тие. Да. Сакам само да заблагодарам на Булут, Душан Булут, да. Така он беше буквално цел турнир беше со нас, на секоја наша утакмица, пред утакмици ни даваше совети како наш, може да кажам, тренер и многу сме му благодарни на тоа. Конкретни, тактички? Конкретни, тактички тоа, односи. Ти кажува, направи ова, немој да направиш. Така? Така е. Бевме умилена екипа, уште од Скопје кога не гледаше. При срце, така да знам дека беше во Скопје. Да. Што ја даде за Red Bull пред самиот турнир, го праша како која екипа ви е фаворит. Он им кажа Македонија, како го погледна да не си грешка нешто во изјавата, не вика, ќе видите дека таа екипа има потенцијал. За крај сега, не можам сигурно да ви дадам нешто што повеќе ќе ви израдува од титула, ама ние си имаме пријатели на емисијата, може нешто интересно ќе ви се падне? Те молам само да ми помогнеш, така, повели, ќе кажете дали празнично може би сте изгребале нешто интересно. Само на крај ми останува да ви посакам многу среќа. Јас без разлика што се шегувавме на почеток, искрено навивам за сите македонски спортисти кои што ова го прават со љубов и уживаат. Така да не е мала работа се биде втор во свет. Следниот пат одиме да бидеме први, така? Здравје Боже, здравје. Добро. Дечки, фала ви многу, го поздравуваме брат ти. И ги поздравуваме сите оние и што не следеа, но и сите оние кои што генерално се поддржувачи на 3x3 сцената во Македонија. Знам дека е атрактивна за јавноста и верувам дека после овој успех ќе се променат некои работи и дека можеби малку повеќе и внимание, и финансии, и енергија ќе бидат насочени кон овој начин на надпреварување. Уште еднаш ве поздравувам сите што следите Fair Play и се гледаме секако во следната епизода. Довидување.